Ретардиран, глуп, заостанат во развој. Овие зборови му ги упатуваа на ученикот кој во оделението дојде од некоја друга школа. Тешко читаше, бавно одговараше, а често прочитаните зборови ги интерпретираше сосема поинаку, што наидуваше на громогласно смеење во оделението и задевање во текот на одморите, повторувајќи му ги погрешно прочитаните зборови. Ова е вистинска приказна за едно момче од Скопско училиште. Ке го наречеме Боби. Боби често добиваше ластици, заушки и сосема случајно соучениците се буткаа во него. Многу често му исчезнуваа учебниците, а неговите тетрадки завршуваа во канта. Секој обид некој од соучениците да му се приближи, значеше дека тој ист соученик ќе биде изложен на истите активности на кои беше изложен и Боби. Боби секогаш на одмори седеше сам. Никогаш не одеше на излет, ниту пак на екскурзија. Боби имаше еден предизвик, се викаше дислексија. Истиот предизвик кој што го имал и Алберт Ајнштајн. Но тоа така не им беше кажано на учениците, па тие си земаа за право да го сметаат за помалку вреден од себе си. Сакам да апелирам проблемите да се нарекуваат со вистинско име и да се наоѓа начин да се најде решение, а не да се очекува дека тие ќе се решат сами од себе. Замислете доаѓањето на Боби да беше одбележано со филмот The King's Speech, филм кој доби Оскар, а темата беше токму проблемот на англискиот крал со читањето и пелтечењето. Јас верувам дека тогаш Боби ќе беше победник, а не жртва. Тоа што некој е поинаков, не значи дека е помалку вреден. Затоа апелирам до наставниците, до родителите, отворено да зборуваме за предизвиците. Со разговор, многу работи ќе се превенираат и нема да треба да се санираат.